Министерството за здравство ќе им дозволи на специјалистите по гинекологија и акушерство од Струмичката болница да бидат и матични лекари. Во Тетово, Гости, Варкуманово, Прилеп и Струмица, според истражувањето на Министерството за здравство, проект кој има матични гинеколози, но не биле доволни, па затоа им донале и ваква и одлука. Специјалистите од болницата од секундарното ниво на здравствена заштита ќе останат да работат во болниците, но ќе добијат и печат за матичен лекар. Од Министерството за здравство велат дека подготвиле акцијски план заедно со Фондот за здравствено осигурување семејните лекари да дадат пакет гинеколошки услуги, а во дел од специјалистичките гинеколози заедно со секундарното здравство да добијат печати, да можат да работат како матични лекари. Веруваат во дека овие модели кои можат да дадат резултати во земјава, а Светската здравствена организација го посочи како можен модел и се надева дека со имплементацијата ќе може да почнат на почетокот на летото, за да се зголеми пристапот на жените кон гинеколошките услуги. Министерот за здравство Филипче кажа дека со проектот на УНПФ вреден $106.000, во кои пари биле обезбедени од буџетот на владата, вработените во клиниката за гинекологија и акушерство во болницата во Тетово поминале обуки за пенитрална грижа, донеле 15 протоколи за акушерско-гинеколошка заштита, а во тек е обуката на кадар во 33 родилишта во земјава. Во 2017 година почнавме со големи проблеми во овој дел, каде смртноста на бебињата на клиниката за гинекологија беше 36 деца на 1000 живородени, а лани заврши со 24 на 1000 живородени. Овозможивме бесплатни прегледи и порадување на жените во специјален ризик, бесплатна фолна киселина за сите жени, како и бесплатно контрацептивно средство за жените во ризик. Овозможуваме и табеларно контрацептивно средство со промена на позитивна листа на лекови, а Законот за здравствено осигурување е во собраниска процедура, вели министерот за здравство Филипче.